Највисок процент на неисправни резултати на сировата вода за пиење во источниот регион има во Делчево. Знаат ли граѓаните што пијат? Водата мислам дека не е добра. Диагноза за проблеми со срцето од сега ќе се поставува и во Пехчево. Мислам дека ова представува големо олеснување. Поради екзистенција, тензично помеѓу таксистите во Кочани и Виница. Зимат ни работата, зимат ни лево. Пијаното на славниот Брам со 19-тиот век, донирано во Штип. Од 1888 година. Нова населба во Штип. За почеток ќе се градат 20 на куќи. Пролетта е во најава, сменете го начинот на исхрана. Течности на свежа храна. Највисок процент на неисправно физичко-хемиски резултати на сировата вода за пиење во источниот регион има во Делчево, дури 26,3%. По Делчево, втори најлоши резултати од анализите има Берово, 15,7%. Ова е главно заради зголемената потрошувачка на калиум перманганат и зголемена ПХ вредност. Значи, зголемената потрошувачка на калиум перманганатот и високото ПХ представува индикатор дека нешто во водата има. Од друга страна, најголем процент на неисправни бактериолошки резултати на сировата вода има во Кочани, 9,58% и повторно Делчево со 8%. Водата мислам дека не е добра. Летно време си пијам од дома, имаме пумпа. Не е чиста, не е... Мислам, за мене не е чиста, а сега за другите не знам. И од бунари си помним. Зошто? Па мислиме дека е подобра, да. Да кажеме дека е супер, не е супер, меѓутоа е добро за користење. Порано беше добро. Редовно ја користевме и беше супер, не? Место немаме. Пиете редовно? Да, редовно пием. Според експертите, лошите резултати се должат на зголемен број аеробни мезофилни бактерии, односно Тоа се групата бактерии кои што користат воздух, кислород за нивен живот. Не може да доведе до различни заболувања, најчесто цревни. од јавните предпријатија за овие резултати знаат и тврдат дека ги превземаат сите мерки до граѓаните да стигне здрава вода. Врши редовна контрола во производството, дистрибуцијата и испоруката на вода, како во собствената лабораторија и во самиот процес на дистрибуцијата и преработката и пречистувањето на филтрирањето на водата за пиење оди преку фабрика за вода. Впрочем, каква вода треба да се пие е пропишено со правилник. 4 анализи годишно, комплетна физичко-хемиска анализа, анализа на пестицидите и радиолошка и истите во целост одговараат во согласно правилникот за безбедност на вода за пиење. Погоре споменатите резултати од анализите не се добри, но тоа се анализи на сирова вода, а квалитетот на водата за пиење во Делчево и Берово е нормализиран со хлорирање, стои во извештајот на Републичкиот хигиенски завод. Веќе подолг период има тензија помеѓу дел од таксистите во Кочани и Виница. Според едните, помеѓу 50 и 100 диви такси тури дневно, кочански возила прават на сметка на виничките. Главното место на недоразбирање е изворот на работа, односно автобуската станица во Виница. Доваѓаат диви таксисти од Кочани, за 20 денара возат за Кочани, без лиценца, без ништо, а ние лиценца фирми плаќаме, зашо ги плаќаме? Зимат ни работата, зимат ни лево. За проблемот кој им носи многу главоболки, тие се пожалиле на општинскиот сообраќајен инспектор. Контролите се редовни. Контролите ги вршиме заедно со трудовиот инспектор од Виница и јас како овластен сообраќајен инспектор. Од друга страна, кочанските таксисти велат дека таков спор не постои. Не сум имал ја баш, може некој друг да е имал, а јас не сум имал. Но проблем има и на него подсетува инспекторот. Глобите се различни, за разлика од прекршокот. Може да се движат од 2000 до 4000 евра во денарска противвредност за правниот субјект, од 1000 до 2000 евра за управителот во правниот субјект, тоа е едни од глобите, додека за физички лица глобите се движат во вредност, во денарска противвредност, во 500 евра во денарска противвредност. Дали јавноста на овој проблем ќе му донесе и решение е неизвестно, но виничките таксисти стануваат се понервозни. Каде ќе се појави нервозата, не се знае.
Граѓаните од крајниот исток повеќе нема да патуваат во големите здравствени центри за дијагностика на срцевите проблеми, бидејќи здравствениот дом во Пекчево од идниот месец го става ехокардиограмот во функција и на листата за закажување на специјалистички термини. Инвестицијата од 15.000 евра во овој апарат е на Пекчевскиот здравствен дом, а лекарот специјалист интернист е обучен за работа со овој апарат. Овој апарат не става во преднос во однос на соседните здравствени домови од соседните општини, затоа што таков апарат не постои во тие установи. Со ова е многу лесната работата на нас како доктори, а од друга страна е овозможен полесен пристап и побрз на пациентите кои што имаат насушна потреба за ваква дијагностика. Инак овој здравствен дом мака мачи со недостигот на кадар. Овде, како и во поширокиот регион, нема педијатар. Има само еден рентгенолог кој обслужува 2 центри, но нема ни лекари по општа практика за потребите на итната медицинска служба. Министерот Тодоров, кој беше денеска во посета на оваа здравствена установа, најави обновување на огласите, но и стимулација со стипендии од Министерството за студентите по медицина. Планираме да една од докторките која што е веќе примена и која што работи во здравствениот дом овде као Пекчево, да биде испратена на специјализација по педиатрија. Во ТЕК ќе распишеме повторно конкурси, ќе се примат уште 20 доктори, со примањето на тие 20 доктори мислам дека проблемот ќе биде разрешен. Инаку само минатата година во овој здравствен дом во реконструкцијата на кровот и во набавка на нови апарати, меѓу кои апаратите во очната амбуланта се инвестирани над 3,5 милиони денари. Нова населба во Штип ќе никне меѓу Сењак 4 и Баби 5. За почеток ќе се градат 20 на објекти, од кои најголемиот дел ќе бидат индивидуални куќи. Поточно во изминатата година во 3 одвоени лицитации продадени се 13 парцели за индивидуални објекти. Граѓаните кои што живеат во овој дел веќе знаат дека 2 се во интензивна фаза на градба. Исто така се прави магазински простор од страна на еден приватен субјект, што значи дека овој дел на Баби 6 полека го добива својот лик. Градежните работи се во тек и за неколку месеци овде треба да се издигнат првите куќи. Нивната изградба е работа на сопствениците, но сето останато потребно за нормален живот треба да го обезбедат институциите. ЕВН таму веќе постави струја, а општината наскоро ќе гради улици. Ние приклучивме водовод и има можност за приклучок на канализација. Бевме задолжени како јавно предпријатие од локална самоуправа. Сега во втора фаза го изработивме целосно проектот за пристапната улица, односно за сообраќајницата која што ќе поврзува сите тие плацеви. Како сукцесивно се градат плацевите, така сукцесивно и ќе се оформува сообраќајница, односно долниот строј, трупот на патот најпрво, па потоа тампонирање и на крајот асфалтирање. Ова секако е добра вест за оние кои ќе го населат овој дел од градот, но и за оние кои овде веќе живеат. Се направи се е добро за било кој. Од тука, ако во населбата се поврза и урбано да стане, живоста ќе се зголеми оваа населба. Тука ќе се поврзе после со градска линија. Кога би се направила оваа населба новата, ќе биде многу поубава гледката. Новата населба во Штип е регистрирана под името Баби 6, но за овдешните жители таа е населба Сонце. Прво затоа што е лоцирана на крајниот исток од градот, а второ зашто со решавање на стамбеното прашање на некој им осамна. Во 2013 е регистриран најголем извоз на вино до сега, 885.000 хектолитри во вредност од 50 милиони евра, објави Министерството за земјоделие. Во споредба со периодот од 2007 до 2012, ова е покачување од 48% според количина и 24% според вредност. Националното здружение на медицински сестри и акушерки започна иницијатива за градење на капацитети на патронажните сестри, за што е можно порано откривање на знаци на заостанување во развојот кај децата. Тие ќе бидат обучени да го следат целокупниот физички, социјален и емотивен развој на доенчињата и малите деца, да идентификуваат знаци на развојните шкотии и да обезбедат поддршка за родителите и семејствата. Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување ги промовира новите активни програми и мерки за вработување. Со нив се предвидува обука за задоволување на побарувањните занимања на пазарот на трудот од сообраќајната струка, субвенционирањето на млади лица до 29 години, како и обука кај познат работодавач. Наша задача е системски да ја намалуваме невработеноста, а невработените лица да вложуваат во себе постојано и да ги прифаќаат можностите кои што државата ги нуди.
Пијаното на славниот композитор Јоханес Брамс од 19-тиот век донирано во Штип. Станува збор за пијанино кое е направено во 1888 година и на кое стои оригинална плочка со посвета од Брамс. Јоханес Брамс се заблагодарува на фирмата која го направила тоа пијанино и која му овозможила да создаде убави композиции тоа лето. Пијаниното Штипскиот музеј го добил како подарок од штипјанка која засега сака да остане анонимна. Тоа пијано било купено од други штипјани кои биле во Швајцарија, го донеле во Штип и кога сакале да го продадат, господјата Вера го купила и го после неколку години користење го подари на Заводот за музеј Штип. Донацијата е повод во музејот да се организира концерт со дела од Брамс, но и да се уреди катче посветено на славниот композитор. Па ние изработивме материјал кој треба да се стави во позадината на пијаниното. Сакаме целиот простор околу пијаниното да го посветиме, да речеме едно ќоше да посветиме на Брамс. Инаку Јоханес Брамс е еден од најпознатите германски композитори, представник на доцниот романтизам и извонреден пијанист. Автор е на 4 симфонии, на германскиот реквиум, унгарскиот танц и повеќе концерти, главно за клавир и оркестар. Донацијата на пијаното се поклопува со 90 годишнината од изведбата на првата опера во Штип, Паљачи. Пролетта е во најава и време е за промена во исхраната. Новите потреби на вашето тело треба да се усогласат. Периодот на затоплувањето се користат овие резерви, се стопуваат, така да и помала е потребата од внесувањето на масти од надвор. Што ова значи? За да се адаптира организмот кон овие услови, треба да се прилагоди кон новиот начин на исхрана, за внесување на течности, на свежа храна која што е богата со витамини кои што во меѓувреме се потрошиле во зимската исхрана. Освен во исхраната, промената од една сезона во друга значи промени и во физичкото однесување. Од оние вежби за стомачна мускулатура, мускули на нозе, значи квадрицепс, бицепс феморалис, значи раце, раменски појас. Секако овие препораки не се идентични и за младите и за постарите. Кај популација до 30 годишна возраст, значи веше се аеробик формите и релациите на бодибилдингот. Кај по-касни, значи после 30 годишни, престикуваат се разни пешачења, имаме добри локации кај нас, значи средени локации кои што можат да се вклучуваат, рекреативниот дел во спортските сали, со баскети, со кошарки. Човечкиот организам е како и сите останати, чувствителен е на секоја сезонска промена. Затоа овој пат малку повеќе внимание за здравјето добро ќе дојде. 64 годишниот Илија Б. од Веле се хоспитализиран во Штипската клиничка болница откако утринава излетал од патот. Несреќата се случила на 20 км од Штип во близина на селото Лакавица. Спасоносен завелешанецот бил жител од селото, кој повикал брза помош, пошто повредениот е префрлен на понатамошно лекување во болницата. Неговата состојба е сериозна, но стабилна. Полициската станица во Делчево им поднесе кривична пријава на двајца жители на Македонска Каменица. Кај нив при претрес, полицијата пронашла петарди. Кај едниот се пронајдени и одзедени 5240, а кај другиот 4320, кои тие ги поседувале и продавале нелегално. Берово започна со реализација на технолошко-развојната индустријска зона. Во моментов се работи на испитување на геомеханичките особини на теренот, со соодветно бушење и испитување на подлогата од страна на стручни екипи на изведувачот. Инаку местоположбата на ТИРС Берово е на местноста викана Шушлевец, непосредно до зоната на мало стопанство и лесна индустрија со површина од 15,5 хектари. Во Штипската населба Бело Брдо се гради повеќенаменско игралиште. Таму веќе е поставена подлогата за вештачка трева. Игралиштето е со dimenzија 114 на 77 метри по сите прописи на УЕФА, односно на ФИФА.
Инвестицијата од страна на општината е околу 5,5 милиони денари, додека инвестицијата на ФФМ е некаде околу 200.000 евра, односно вешачката трева ќе биде донирана, инвестирана од страна на УЕФА. Градоначалникот на Кучани Радко Димитровски денес провери како одат активностите поврзани со расчистувањето на патот од густа вегетација, на патот од Бели до Пантелеј. На потего сме моментално од Пантелеј до Миличани, прочистење пат околу 3.500 метри. Од местото кај што стоеме па се до поилото доле кај кривината, уште километар и пол изчистени канавките, со тоа што е проширен патот со скоро 70-80 сантими. Ова акција ќе овозможи да се направат подобри услови, да створат подобри услови за нашите граѓани кои што живеат тука и кои што секојдневно среќаваат со овој проблем. Општина Штип започна со отстранување на руинираните и напуштени куќи, кои за градот беа срама, за граѓаните опасност. Денес беше отстранен објектот кој се наоѓа зад мене, се со цел бидејќи представува опасност за самите жители во овој дел на градот, знаејќи дека во строгото централно подрачје, за да не се случи, бидејќи куќата беше сколопадна, да не се случи повреда на некој од минувачите овде, ние решивме овој објект и сите други објекти кои што се во руинирана состојба, односно пред распаѓање, да бидат отстранети. Погранокот на Громот Делчево од граѓаните побара поддршка и подпис за нивниот председателски кандидат. Ги известуваме нашите членови и симпатизери на општинската организација дека своите подписи можат да ги дадат во подрачната единица на Министерството за правда во Делчево. Законскиот рок за собирање на подписи е од недела 16 февруари па се до 2 март 2014 година. Поради планирани прекини во дистрибутивниот систем, утре од 9 часот до 15:30 без струја ќе биде дел од Беровското село Владимирово. Од 11 до 14 часот пак без струја ќе биде викенд на селбата Сувилаки. Од 9 до 15 часот екипи на Евана ќе работат на дел од улиците Кирил и Методи, Пере Тошев, Велко Влаховик, браќа Миладинови и Првомајска во Делчево. Од 11 до 13 часот струја ќе нема централниот дел од село Русиново. Во Кочани електрична енергија ќе нема од 9:30 до 10 часот на улицата Индустријска. Во Штип, екипи на Евана ќе работат од 10 до 12 часот на дел од улиците Панче Караѓозов и Радански пат. Не ми се допаѓа неискреноста на луѓето, нечестноста. Кога би биле малку поискрени, кога би биле малку поголеми другари меѓу себе, кога би се почитувале, мислам дека ќе биде многу поубаво. Не ни се допаѓа што нема работи многу, тие работи. Треба да се отварат работи, да се прима народот, да не скито по улици така. Додека Олимпијадата во Сочи е во полн замав, вниманието на десетици луѓе во италијанската престолнина беше привлечено од живописна трка. Во Рим се одржува Олимпијада за ногти. Учесниците во неа на жирито им демонстрираа разни видови на ногти, кои беа претворени во вистински уметнички дела. За нивната изработка се употребени цветни мотиви, хороскопски слики, па дури и елементи од книгата Алиса во земјата на чудата. Овој настан ужива голема популарност во Италија, а за прв пат ваков надпревар се одржа во 2001 година во Лас Вегас. Това е втора поредна победа в колоритния конкурс. Светите Кири и Јован чудотворци се одбележуваат утре од страна на православните христијани, додека припадниците на католичката вероисповед се споменуваат за Еулалија.